Секоја нова посета на Преспанскиот регион е како отварање на стара, недочитана книга. Неколку пати сме го посетиле и одново успева да не восхити со таа магична мешавина на питома тишина и нескротена дивина. Овде, каде што природата ги споила умерената надморска височина, дарежливиот број на сончеви денови и длабоките густи шуми, времето како да забавува. Целиот овој предел, распрострен во подножието на Галичица, дише како една голема природна воздушна бања. Секој здив овде е лековит. Воздухот е кристално чист, презаситен со кислород и изолиран од какви било модерни аерозагадувачи. Овој пат нашето патување започна од Стење, убаво и живописно рибарско туристичко село. Сместено во близина на некогаш славното Тешево, Стење како да спие на самиот брег на езерото, чувајќи ги приказните на старите рибари. Нашата намера беше да бидеме дел од еден прекрасен настан, Тур да Галичица, и да ја искористиме оваа прилика за да го посетиме единствениот езерски остров во Македонија, мистичниот Голем град. Оваа авантура, безпрекорно организирана од велосипедско-планинарскиот клуб Преспа Байк, а поддржана од општина Ресен, Македонското еколошко друштво и Националниот парк Галичица, нудеше возбудлива можност. Програмата ветуваше планинарска и велосипедска тура до живописното село Конјско, проследена со возбудливо пловење со чамци до самиот остров. Целата магија започна од Стење. Вооружени со добро расположение и ентузијазам, тргнавме напред низ топлото сончево утро, подготвени да ги впиеме убавините на Галичица. Мирната езерска површина, благото ветре што не галеше по лицата и спектакуларните панорами кон околните планински масиви ни го олеснуваа секој чекор и секое вртење на педалите во ова топло предпладне. Она што му даде душа на целиот настан беше прекрасната, симпатична младешка разиграност на сите учесници. Беше прекрасно да се види како на едно место пулсираат повеќе генерации, од љубопитни мали дечиња, преку полни со енергија млади луѓе, па се до повозрасни ентузијасти. Првата пауза ја направивме во тивкиот двор на манастирската црква Свети Илија. Сместена во местноста Лиса, на половина пат помеѓу Стење и Конјско, таа е една од најживописните духовни белези во целиот Преспански регион. Поради својата спектакуларна положба на карпа, што се издига директно на цинилото, со право ја нарекуваат Преспанскиот канео. Тука конечно здивнавме, појадувавме во мир и ги одморивме очите во бескрајниот преспански хоризонт. Додека погледот ни шеташе помеѓу карпите и дивата плажа скриена под нив, во далечината го следевме мирниот лет на птиците над езерското огледало. Собравме сили и со нова енергија се подготвивме за следната голема авантура, пловењето кон таинствениот остров Голем град. На брегот, покрај селото Конјско, чамците трпеливо не чекаа, додека во далечината таинствениот Змиски остров отворено не предизвикуваше да го откриеме. Се натоваривме со возбуда и се упативме право кон Голем град. Следуваше прекрасна, мирна, получасовна пловидба. Иако денот беше топол, лесното ветре ни носеше пријатна свежина, правејќи да уживаме во секој миг од патувањето по езерското огледало. Како што се доближувавме до брегот, не пречекаа гласни јата од птици, на кои, иако ненамерно, им го нарушивме секојдневниот ритам и вечната борба за опстанок. Ова парче земја е дом на исклучително богат птичји свет, па со право го нарекуваат и Птичји остров или остров на пеликаните. Тука владеат величествените пеликани,
заштитниот знак на Преспа, но и кормораните кои ја сочинуваат најбројната колонија. Нивното масовно присуство оставило впечатлив белег, со својот измет ги обоиле во бело високите карпи и ги исушиле дрвјата на северната страна. Покрај нив, овој езерски рај го надополнуваат разни видови чапји, галеби, рибарки, диви патки, нуркачи и друго. Со голема предпазливост стапнавме на островот. Не плашеа приказните за мноштвото змии по кој е познат, но изгледа тие повеќе се исплашија од нас, па видовме само една. Но затоа, речиси на секој чекор не пречекуваа желки, и тоа претежно мажјаци. Изолираноста на островот очигледно предизвикала неравномерна застапеност меѓу машките и женските единки. Поради специфичната микроклима и изолацијата, на островот преовладува медитеранска и субмедитеранска флора, што го прави вистински ботанички резерват. Густата шума од дива фоја е апсолутниот заштитен знак на островот. Се проценува дека најголемите дрвја се постари и од 1000 години. Дивината ја надополнуваат остатоците од питоми овошни култури, веројатно засадени во минатото од монасите кои тихувале тука, но и многу други автохтони растителни видови. Дополнително, не изненади една ливада со бели кринови, кои слободно цветаа под моќните крошни на старите фои. Посебна приказна се овдешните археолошки локалитети. Иако денес е ненаселен, остатоците од старите градби немо сведочат дека во минатото не било така. Црквата Свети Петар на Голем град е единствениот целосно сочуван средновековен храм, иако низ вековите на овој мал простор обстојувале дури 7 цркви. Овој храм е вистинско културно-историско ремек дело, надалеку познат по своите ретки и скапоцени фасадни фрески. Покрај Свети Петар, Голем град крие уште цел еден подземен и тивок свет кој сведочи за вековите. Ранохристијанска базилика со мозаици, остатоци од хеленистички римски куќи, големата римска и средновековна некропола, фасцинантната римска цистерна од 4 век. И навистина, малку е само еден ден за да се впие секој детал од ова безвременско место. Нашата посета на ова изолирано царство на природата полека се ближеше кон крајот. Додека се подготвувавме да го напуштиме овој рајски остров, почувствувавме како езерскиот ветар почнува да натежнува, бучно бранувајќи ја водата. Ветровите се вистинските невидливи чувари на Голем град. Локалните рибари добро знаат дека тие можат наеднаш да ја променат мирната езерска идила во драматична борба со брановите, со што не подсетуваат дека сме само привремени гости на ова заштитено парче земја. И покрај тоа што бевме уморни, уште зажарени од силното сонце, а потоа наеднаш разладени и целосно намокрени од езерските капки, во душите ни се разлеваше неискажливата убавина на овој незаборавен ден.